Бегството од Македонија води директно до Европската Унија, дури и ако си осуден криминалец. Предпоставувам, бројот на пријатели зависи правопропорционално од висината на сумата со која се учествува во бизнисите. Виктор Орбан си го отвори срцето за случајот Груевски. Во интервју за државното радио Кошут, унгарскиот премиер вели дека доделениот политички азил е природна реакција кога сојузник ќе побара помош. После макотрпна година помината по судници, секако како обвинет, пратеникот НГ се здоби со докторско звање. Тоа што одбраната на трудот изгледаше како рекламен спот за фалење на неговата влада ќе го занемариме. Па и онака до диплома се стигнува со пари, не со знаење. Зошто не би можел и поранешниот премиер, после МР, да си закачи и едно ДР пред името. Човек визионер. Ви благодарам. Не ви одговара на прашање. Државни пари како што не беше поддржувач. Не, мислам дека сепак должите одговорно. Дека ратот е всушност нарачено истражување од лондонска компанија и е платено со народни пари, така објави вашиот вчерашен поддржувач. Ќе ви одговорам. Кратко, не е вистина. Не постои така нешто. Дали се стоите одговорно од земјата и сега лежа затвор за 27 минути? Тоа е политичко прашање во друга прилика, инаку станува збор за политички прогони. Ви благодарам. Се спремал за во Европска Унија, преку Унгарија. Всушност, преку Албанија, Црна Гора, Србија и Унгарија. Трнлив пат, па гепеци, па киднапирања, тежок живот бегалски, европски. До душа, пратеничката плата му е македонска, но да не го жалиме. Се уште ги има оние 230.000 евра кои си ги извадил од неговите бројни банкарски сметки 2 месеци пред да стане европјанин. Секако, секоја информација поврзана со одливот на пари од неговите сметки е даночна тајна. Молам? Дали сте поганали за конкретно случај? Да видите, согласно нашиот закон во моментот кој што важи за даночна постапка, станува збор за даночна тајна и не би сакала да шпекулирам со било какви дополнителни информации. Тајна и која институција треба да понесе одговорност за бегството, додека надлежните одговорност ја префрлуваат топката. Одговорност нема да бараме ниту од Царинската управа, чии вработени одат на преглед кај доктор Груевски во Будимпешта. Ние не го најдовме докторот, иако го баравме дури и во вилата на неговиот пријател. И пријателот ја избегна нашата камера, но народот во неговата европска држава ни позавиде на слободата. Whole situation is very crazy. Yeah. Messed up. Yes. Thank you for your work, by the way. Од одговорност се оградија и неговите адвокати кои останаа неополномоштени. Па така, големиот патриот ги остави сопругата и децата со последиците од неговото владење и отиде да ужива во скапите оброци во унгарската престолнина. Во скапи оброци уживаше и неговиот братучет, но во затворот во Шутка. Од мериот секој ден се испраќаа топли оброци за Сашо Мијалков. Она кога си помоќен од сенка, ама ке заглавиш зашто братучедот те претркал. Паднатиот шеф на тајната полиција неочекувано беше посетен од полицијата во својот хотел. Откако таргетот беше погоден во удобноста, тврдината се пресели во затворот во Шутка. А да, причината беше можноста за бегство со оглед на неговите длабоки сметки во други држави. А богами и бегството на осудениот братучет беше земено во предвид. Стравот лозието го чува. И секако, мора да се испорача барем дел од правдата, за да се задржи имиџот на реформатор. Реформите ја занишаа империјата, па затворската треска ги стигна и бизнис посебниците. Ексико од холдингот. Нема пелистерски воздух во притворската келија. За среќа, реформирањето заврши пред Нова година. А откако медиумите подзаборавија на бегството, притворените се вратија во своите домови. Секако, со полициска придружба. Во духот на помирувањето. Помирените реформи се повеќе ја губат довербата од јавноста, која не може да се помири со помиреното разочарување. На западот ништо ново, на истокот се постаро. Како и да е, надежта последна умира, а целта
е секако иста, европска. You should have known by now. Easy dope.